Гледате интервју на Макфакс за социјалните политики во државата. Разговарам со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Министерке, добре дојдовте во Макфакс. Добре најдов. Се пофаливте со вашиот колега министерот за финансии за еден пораст на просечната плата во едно видео обраќање до граѓаните. Кажете ми до кого тоа е упатено, кого во таа смисла засега и што очекувате понатаму во контекст на порастот на платите во Македонија? Просечната плата и претходниот извештај, овој извештај од статистика покажува растење. Овој пат покажа пораст од 7,1% на просечната плата или 1600 денари повеќе од истиот месец минатата година, во 2017 година. И ова најголемо влијание, затоа и заедно со министерот Тевдовски направивме промоција на ова, затоа што минималната плата даде најголем притисок во растот на просечната плата. Знаете дека имавме една неправедна минимална плата во минатите години, посебно што индустријата за производство на текстил, кожа, облека беа под минималната плата, ако таа беше гарантирана како 10.080, граѓаните кои што работат во овие индустрии има 8.000 денари. Сега со изедначувањето на минималната плата и подигањето на ниво 12.000 денари, со тоа се подбутнаа сите плати во нашата држава. Знаете, затоа што кога се појави уравниловка тапа, се подбутна и оние над 12.000 денари плати, затоа го добиваме ова како такво. И сега ако ги видите во облека пораснала за 1764, па во текстил пораснала за 2673 денари, за разлика од минатата година. Така, во кожа 1802. Значи тоа е она кое што даде најмногу влијание на порастот на просечната плата. Со оваа мирка продолжуваме. Во собранието има закон за поддршка на растот на плати до 18.000 денари. Со тоа ја остваруваме и онаа цел програмска која што имаме како влада, а тоа е да постигнеме повисока минимална плата и да постигнеме повисока просечна плата. Колку тоа може да се одрази врз квалитетот на животниот стандард и колку реално може да го почувствуваат граѓаните според вашите анализи, проценки во таа смисла? По оној кој што во септември или август 2017 година примал 8.000 денари, денеска прима 12.000 денари. Тоа е една третина повеќе од платата, што значи дека тој истиот чувствува разлика веќе во квалитетот на живење. За да постигнеме навистина квалитет на живење во нашата држава за сите граѓани, затоа што ние почнавме од најранливите. Тоа се оние кои што зема под минимална плата. Тие веќе го осеќаат подобрувањето. Но за да постигнеме онаа просечна плата од 30.000 денари, ни требаат уште политики кои што ќе ја подигаат платата и кои што ќе го подобрат квалитетот на живење, но во правилна насока сме. Тоа е многу важно дека сите индикатори покажуваат дека платите растат. Сега просечната плата е околу 400 евра плюс минус. Кога може да речеме да се очекува да стигне тој лимит околу 500 евра кој што беше ветуван, беше ветуван да речеме на граѓаните, според вашите да речеме? Ние тоа го видивме за чист мандат од 4 години. Така што очекуваме може да крајот на мандатот. Да, како што гледате сите чекори кои што ги превземаме се во насока на остварување на нашите програмски цели и чекор по чекор ги остваруваме, што значи дека таму. Клучната цел на владата во делот на социјалната политика е намалување на степенот, односно на прагот на сиромаштија. Ми се чини дека беше до 16% до 2020 година, ако не се лажам. Сега е веројатно некои 20%. Како очекувате овие 4-5% со каков тип на политики да ги постигнете? Сите политики кои што во моментов се спроведуваат од владата токму се во насока на намалување на сиромаштијата. Кој ќе видите 16% сиромаштија во нашата држава е многу, но сепак е помалку од оние 20 кои што ги имаме сега. Минималната плата ја зголемивме и тоа дава апсолутно ефект врз намалување на сиромаштијата. Најавивме минимален адекватен приход или социјалната помош ќе биде над линијата на сиромаштија од 1.1.2019 година и очекуваме дека таа програма ќе го даде најголемиот ефект. Но исто така најавивме дека ќе имаме и државна пензија, тоа се за оние кои што навистина немаат никаков приход, а се над 65 години. Така да сите тие мерки треба да дадат намалување на сиромаштијата во нашата држава. И да не заборавиме дека во новиот закон за социјална заштита се фокусираме на детската сиромаштија, затоа што таа чини најмногу на долг рок и секое семејство кое што има деца и ќе прима минимален адекватен приход ќе има два дополнителни додатоци кои што ќе се однесуваат на додаток за образование, затоа што децата од сиромашните семејства треба да се поддржат во процес на образование, и сите оние кои што се на рап на сиромаштија се во систем на социјална заштита и примаат минимална плата ќе имаат право и на детски додаток, што не е случај сега. Така да навистина со тоа ќе дадеме. Имате ли анализи колку би изнесувал тој минимален адекватен приход? Да, ако сега можете пластично да кажете дека секое семејство има толку пари, минималниот адекватен приход пресметува согласно потребите на семејството. И ќе биде многу тешко, секое семејство ќе има различна сума која што ќе ја добива, но таа ќе биде секако околу 11.500 и додатоците за детски додаток и додатокот за образование ќе бидат вкалкулирани во истото. Најавивте и преноќувалишта и практично пунктови за бездомници, до каде е таа мерка, дали нешто се работи
работи на ова прашање? Тие беа ефикасни и ефективни уште зимата 2017. И оваа зима може да се очекува дека ќе продолжат во иста смисла како и минатата. Да, апсолутно. Тие ги отворивме, беа во Струга, Битола, Скопје и Струмица. Истите беа функционални и беа поврзани со центрите за социјална работа и Црвен крст со цел да се згрижат сите граѓани кои што во екстремно ниски услови немаат каде да одат. Така е. Тимјаник, една од најсветлите точки барем засега во вашиот мандат. Какво е вашето искуство во таа смисла и повратните информации кои што ги добивате? Многу е ран период да се прават некои системски еволуации, меѓутоа досега што велат жителите сега практично по отворањето на домот? Наша главна заложба како влада е да ги трансформираме нехуманите големи институции и интензивно цела година работиме да тоа се случува во Македонија. И јас сум навистина среќна што во Тимјаник постигнавме успех и во Тимјаник имаме мал групен дом. Иако имавме неколку месеци диалог со жителите на селото Тимјаник, мислам дека тие беа дезинформирани и навистина ги немаа правите информации, токму затоа и одлучив дека треба да се видам со нив лично, да поразговараме, да ги видиме сите ставови, сите стравови кои што ги имаат, сите стереотипи и после еден така подолг диалог и зад затворени и пред камери. И пред камерите, да. Да, мислам дека дојдовме до заеднички заклучок дека таков мал групен дом ќе придонесе за селото и токму затоа одлучивме дека и стратегијата ќе се вика Тимјаник, затоа што навистина беа оцрнети како граѓани, а беа дезинформирани од различни групи со различни интереси, но не е важно, денеска го имаме малиот групен дом и тие ќе бидат пример за хуманоста и отвореноста на нашето општество. Има ли уште многу такви слични места во Македонија како Тимјаник? Тимјаник е секаде околу нас. Некаде подзаскриено луѓето ги кажуваат своите ставови, некаде поотворено. Но мислам дека само со промоција, со дискусија отворена за се што ни се случува околу нас, можеме да постигнеме и едукација на нашето население, но исто така и со примерите кои што ги покажуваме, Тимјаник ќе покаже дека ништо страшно нема да се случи таму, па сите други села ќе бидат и градови ќе бидат многу поотворени, затоа што граѓаните најчесто се плашат кога нешто не знаат. А има луѓе кои што сакаат да ги плашат граѓаните и се надевам дека ние ќе го разбиеме тоа. Дали случајот со домот од 25 мај и еве да речеме опожарувањето на дечињата, односно немилиот настан во кој што тие го загубија животот, е знак веројатно за социјалната политика во државата дека требаат системски решенија наместо адхок некакви интервенции, заменување генерално на концептот на социјалната политика во државата? Да, мислам тоа се како да кажем драстични примери кои што се излегуваат во јавност, но секојдневно се случуваат многу лоши работи во нашата држава затоа што системот не реагира на време. Значи превенција нема, центрите за социјална работа беа оставени да се распаѓаат, системот на социјална заштита многу години беше употребуван само за да ги злоупотребува граѓаните кои што не се во ризик. Знаете, имаше различни работи што се правеа. За нив нема да дискутирам. Но нашата интенција не е сега популистички мерки да носиме и да ние одеднашка кажеме дека ете сите граѓани се згрижени. Тоа е невозможно. Ние имаме 30%, 20% сиромаштија, па исклучени граѓани кои што едноставно не може да се најдат во системот. Е сега што правиме ние? Ако него ги зајакнеме центрите и со капацитет, значи со луѓе, кадровски и со знаење, ние не може никогаш да стигнеме до граѓаните, а камоли да им понудиме услуга. Втората работа е дека мора да го подигнеме нивото на пари кои што се трансферираат кај оние кои што нема, за да имаат достоинствен живот и да може да ги извлечеме брзо на пазар на труд. Ние тоа не сме го правеле, ама не е тоа дали претходната влада и претходната? Генерално не било. Генерално како држава, ние кога ќе некого ставиме во систем на социјална заштита, никогаш идеја не имал системот дека треба да го извлече. Туку трансгенерацијски си пренесува сиромаштво и така си живеат. Да, нашата идеја е да истите граѓани кои што денеска примаат социјална помош, го подигнеме нивото, но директно ги врзаме со посебен оперативен план за вработување, за да тие за 5 години ние си даваме рок, за 5 години секое домаќинство добие можност да излезе од сиромаштво и да се вклучи на пазар на труд, а притоа грижата за децата во тоа семејство да биде зајакната, за да не се пренесе начинот на однесување на тоа семејство кое што примало социјална помош на нивните деца. И мислам дека тоа е главната реформа и таа стартува 1.1.2019 година. Законот ќе биде пуштен за 1 месец во јавна дискусија, дебата, јас ќе отидам во секоја општина за да објаснам што ќе нуди новиот систем на социјална заштита и останува на сите да ги следиме ефектите. Но преку ноќ систем за социјална заштита како во скандинавските земји нема да имаме затоа што многу долго сме го запоставиле. Но за некои 10 години мислам дека ќе имаме поквалитетен и побрз систем на социјална заштита. Кои се најслабите точки во постојниот систем, еве да речеме, кои што интервентно мораат да се санираат пред да почне системското возобновување практично на целиот концепт на социјална политика? Па тоа веќе го направивме. Тоа се некакви интервентни тимови во Скопје кои што воспоставивме како тим кој што брзо реагира
Другите работи кои што се ако не се направа системски се лепеници, еве ние вработуваме 138 социјални работници, стручен кадар. Во институциите исто така пуштивме повеќе негователки, воспитувачки за да се грижат за децата. Вклучивме луѓе од надвор кои што ги следат, значи тоа се како да кажеме мои очи и уши во институциите за да следиме каков е квалитетот, затоа што луѓето си се навикнати да по исти терк работат. И ако нештото го правил 20 години така, да продолжи да го прави иако не дава ефект. Сега ние го раздвижуваме системот, гледаме да вклучиме свежина во него, за да колку толку и оваа година имаме ефекти, иако главните ефекти ги очекуваме со реформата во 2019 година. Закон за спречување и заштита од дискриминација, една исто така светла точка која што ја поздрави ЛГБТ заедницата во Македонија. Практично законското решение сега е во собранието, пратениците треба да се произјаснат по него, меѓутоа се уште со Комисијата за заштита од дискриминација рекомендуваат старите структури и реакциите на дел од јавноста се во таа насока. Што очекувате прво со законот, какви ефекти да донесе практично и во контекст на менувањето на тимот на Комисијата за заштита од дискриминација? Комисијата иста затоа што важи стариот закон. Комисијата ја гласа собранието и тие си имаат мандати, си тече мандатот, граѓаните се со право незадоволни, затоа што навистина од таа комисија имавме доста изјави од комесарите кои што беа дискриминаторски, што значи дека апсолутно таа не може да ги заштити граѓаните, но и законот претходен беше со доста фалинки и со дупки. Новиот закон не приближува до меѓународните стандарди за заштита од дискриминација. Сите граѓани треба да се чувствуваат сега побезбедно со новиот закон кој што треба да се донесе. За прв пат се воведува родов идентитет, сексуална ориентација и забрана за вршење на дискриминација, но исто така се воведува и лице со попреченост, се воведува групна тужба, јавна тужба во која што ако граѓаните биле повредени од кој да е субјект, група на граѓани загрижени за нив може да поведат групна тужба и да застапуваат пред судовите. Се исклучуваат судските трошоци, што значи полесно ќе се стигнува до правда, и една нова професионална комисија, која што не смее да биде оптеретена со партиски примеси, туку треба навистина да бидат луѓе кои што имаат 7 години и 5 години искуство во човекови права, еднаквост, недискриминација. И интегритет веројатно за да може да одлучуваат. Така, и со тоа мислам дека навистина ќе се позиционираме заедно со државите кои што штитат од дискриминација. Ја поздравија, овој закон го поздрави Европската комисија, Венецијанската комисија и исто така Обединетите нации. Добивме позитивни писмени мислења, што мислам дека навистина ни значи. Се проширија многу лажни вести за прифатниот центар во Визбегово, до каде е таа работа? Веќе можеби објаснивте во јавноста, меѓутоа уште еднаш да повториме. Одговорно тврдам дека во Визбегово се гради населба за бездомните лица кои што беа под кале, тие се во Ранка Милановиќ моментално сместени, но ќе ги префрлиме таму, ќе си добие секој семејство по едно мало куќиче, каде што ќе треба да се припреми за друго живеалиште кој што ќе биде трајно. Другите дезинформации кои што се ширеа за центарот за азил кој што моментално е на Газибаба, што ќе се со нови стандарди, нова зграда ќе се гради во Бардовци, не чинам, тоа го прави МВР и мислам дека сите информации се јасни. Исто така Европската комисија излезе со став дека никогаш не било побарано од Македонија да гради кампови, дека не се градат кампови и мислам дека како за Тимјаник така и за ова граѓаните лесно потпаѓаат под дезинформации, но треба да се свесни дека треба да се информираат од вистинскиот извор. Јас немам зашто да кријам, ако бегалци доаѓаат тогаш некако држава се соочуваме со притисок да се грижиме за нив, сме ратификувале конвенции, но таква закана во моментов нема и затоа нема потреба од страф. Околу законот за работни односи веќе беа направени одредени измени и дополнувања. Што очекувате во таа насока да се движи, дали не е потребен системски нов закон за работни односи или Да, ние спремаме нов закон, веќе работодавачите, синдикатите и Министерството, Издружение на граѓани ја направија првата верзија од законот. Се уште се усогласува затоа што тоа е трипартитен диалог кој што мора да се случува пред да се пушти. Да откриете во делот клучните измени, да речеме. Сега искрено не би дискутирала не би дискутирала во оваа фаза, знаете, затоа што е многу сензитивно кога синдикатите и работодавачите преговараат, а ние сме измеѓу, е најдобро да прво се усогласат, па после да излеземе со став, затоа што навистина и меѓународната организација за труд не следи колку добро социјалниот диалог го водиме и би сакала да овој пат покажеме дека со национален консензус ќе донесеме еден добар закон за работни односи и јавноста ќе има можност да го дискутира 4 месеци пред да биде донесен. Јас ќе сакам да има дебати и кај вас и во сите други медиуми за тоа колку е добар или лош новиот закон, затоа што досега навистина бевме сведоци како се губеа работничките права и сега велиме да ќе ги зајакнеме работничките права и треба да постигнеме закон кој што ќе направи баланс помеѓу слободата на пазарот
и работничките права, да ги штитиме работниците, не работните места, така да мислам дека навистина со тој баланс ќе бидеме позитивно оценети од Европската комисија и од Светската банка, кои што исто така го следат овој процес во детали. Што од она што е наведено во делот од социјалната политика во програмата на владата е следно за работа, во таа смисла зашто следно ќе се зафатите? Законот за социјална заштита е мој приоритет до 1.1.2019 година, затоа што тоа е една опсежна работа, не е само законот како закон, тоа се многу подзаконски акти, тоа е редефинирање на центрите за социјална работа со нови систематизации, дополнително информатичкиот сектор кој што треба да ги прими и да исплати нови права во јануари. Тоа е една стварно голема работа и сигурна сум дека ќе успееме. Да ни откриете нешто дел од концептот, можеби во која насока ќе се движат промените во новиот закон за социјална заштита? Да, едното ќе биде дека правата ќе бидат поголеми, минимален адекватен приход со додатоци за сите семејства кои што се со деца, но од друга страна се фокусираме на услуги. Македонија нема социјални услуги, а тоа е она што им треба на граѓаните. Некогаш ќе трансферирате пари, но нема кој да ги поддржи во живењето, нема кој да ги изнесе, нема кој да им каже што се случува во околината и како да си остварат некои права. Така да главно и гледате дека се фокусираме на отварање на центри за заштита од насилство, пунктови за бездомници, мали групни домови во локалните заедници каде што тие деца кои што треба да се остават во институција би се оставиле блиску до семејството, во мал групен дом, но исто така и центри за поддршка на самохрани родители, центри за работно оспособување, професионална рехабилитација и целиот систем сега ќе даде можност за плурализација. Значи ќе се отвори и за приватни даватели на услуги и за граѓански организации кои што се специјализирани и акредитирани за да даваат одредена услуга, затоа што никаде во свет во развиените земји вие немате државата да ги нуди сите услуги, тоа само кај нас. Се нуди и на крај ништо не нуди. Затоа велиме ние утврдуваме методологија, во септември ќе биде донесена методологија за чинење на цена на услуга и после тоа за секоја услуга кој што сака некој да ја дава, ќе се има пресметана цена и ние го плаќаме по дадена услуга. Така да тука многу интерес ќе видат сите други фактори кои што ќе помогнат на локално ниво да се развие ова. Секако општините се клучни, токму затоа предвидуваме и грантова шема од јуни 2019 година, каде што општините ќе утврдат што е социјалниот проблем, најгорлив да кажеме во нивната општина, ќе аплицираат во министерството, а ние ќе го финансираме и ќе го поддржиме. Затоа што само со таков капацитет ние можеме понатаму да кажеме дека имаме социјална заштита. Сега се е тоа некаде на граница. Што од промените по една година и неколку месеци од вашиот мандат ве прави посебно задоволна вака лично како човек? Па тоа што ја придвиживме социјалната заштита и ја направивме тема. Знаете, досега многу страшно беше, ја со сите мои колеги, со професори во оваа област, зборувавме дека малку се зборува во Македонија за социјална заштита и затоа беше цело време под тепих. Може ќе излезе по некој пример како се случила трагедија и толку се затишуваше. Никој системски не фаќаше да го реформира, да едноставно го отштрафиме системов и да заштрафиме нов систем современ, затоа што ние се уште работиме по оние ризици кои што биле пред Македонија да биде самостојна. Од тогаш не е променето ништо во систем на социјална заштита. А ова општество е динамично и глобализацијата прави да ние сме соочени со многу ризици како држава и како граѓани, но социјалниот систем не реагираше. Токму тоа е мојот најголем успех, дека едноставно се придвижи, главна тема станува, секој ден во медиумите се зборува што е тоа што социјалната заштита треба да го постигне и секако да не забораваме дека минималната плата за граѓаните кои што беа уништени во најкритичните гранки, конечно е на соодветното ниво како и сите други гранки. Дополнително стечајците се голема работа, 6000 стечајци до денеска добија додаток, со тоа што сметаме уште една веројатно измена ќе имаме во септември за да се доопфатат уште една помала група и со тоа затвараме едно големо горливо прашање во нашата држава. Министерки, ви благодарам што бевте дел од студиото на Маквакс.